нашата изборна програма ветивме менување на казнената политика. Ветивме дека превенцијата ќе биде темел на казнената политика, дека прво ќе се изрекува опомена за прекршок, а потоа ќе следи казнување. Ветивме дека казните ќе бидат пропорционални на приходите на деловните субјекти. Ветувањето го остваруваме. Во владина постапка влегува законот за прекршоци, со кој воведуваме разумна казнена политика. Глобите ги правиме пропорционални на тежината на прекршокот, а казната за прекршок не треба да го отежни животот на граѓаните, туку да доведе до корекција на нивното однесување. Предвидуваме намалување на глобите за физички лица за 75%. Со новото решение, минималната глоба за физичко лице е 15 евра, а максималната глоба ќе биде 250 евра, наместо досегашните 1000 евра. За правните лица, при одмерување на глобата ќе се води сметка за приходот остварен во претходната година, број на вработени и претходно санкционирање за исти или за слични прекршоци. Во законот прв пат се прави градација помеѓу малите, средните и големите предпријатија. За малите предпријатија минималната глоба ќе биде 50 евра, а максималната 2000 евра. За споредба во стариот закон максималната глоба изнесуваше 5000 евра, што значи глобите на малите предпријатија се намалуваат за 2,5 пати. За средните и големите предпријатија минималната изречена глоба ќе биде 250 евра, додека максималниот износ на изречена глоба не може да биде поголемо од 10.000 евра. Според постојниот закон за прекршоци, трговец поединец се третира како правно лице и му се изрекува двојна санкција и како правно лице и како одговорно лице во правното лице. Ова се надминува со новиот закон, бидејќи трговецот поединец ќе се третира согласно Законот за трговски друштва како физичко лице. Сепак, за одредени прекршоци ќе мора и ќе може да се изрекуваат и повисоки глоби и тоа. За прекршоци од областа на даноците, царините, јавните набавки, јавните финанси, јавниот долг, може да се пропише глоба во поголем износ, во зависност од затаената давачка или износот на набавка, но најмногу во двократен износ. Тоа се интерес од јавен карактер, каде што буквално се избегнуваат големи даноци, или е набавка јавна, каде што има влијание јавен функционер. За прекршоци од областа на заштита на здравјето на луѓето, за заштита на природните богатства, за животната средина, заштита на културното наследство, на природата и други непогоди, може да се пропише и трикратен износ на глоба. Со тоа правиме јасна дистинкција што е важно, а што е повеќе човечно во делот на прекршочната постапка. За прекршоци од областа на конкуренцијата, енергетиката, електронските комуникации, трговија со забранети или ограничени стоки за употреба, може да се пропише глоба до 2500 евра за физичко лице или 10% од приходот на правното лице во претходната година. Пред глоба, многу е важно, може да се изрече опомена. Опомена се изрекува ако прекршокот се состои од неисполнување на пропишана обврска или е нанесена штета, а сторителот пред донесување на одлуката за прекршок ја исполнил пропишаната обврска, односно ја отстранил или надоместил штетата. Или во случај кога прекршокот е сторен за прв пат и не предизвикал штетни последици, нито го загрозил јавниот интерес. И оваа интервенција беше едно од ветувањата кои што ги дадовме пред граѓаните. Го реализираме ветувањето дека превенцијата ќе биде темелот на казнената политика и дека казните нема да бидат драконска мерка за полнење на буџетот. Инспекцијските служби нема да бидат инструмент за репресија и политички притисок, а едукацијата по изречена опомена нема да биде формален, туку вистински инструмент за почитување на законот за поспокојни даночни обврзници. Заедно со веќе намалените трошоци за извршување, ги обединуваме правичните политики за правна сигурност и за чувство на граѓаните, дека државата е нивен сервис и партнер во остварувањето на нивните интереси. Казнената политика нема да биде политика за полнење на буџетот, туку казнената политика ќе биде насочена кон
опомена на оние кои што сгрешиле и укажување да не се повторуваат тие грешки. Врз таа основа изработивме нов закон за прекршоци кој што ќе имплементира нашата стратешка определба и нашето изборно ветување. Овој закон кој што денеска го промовираме и кој што оваа недела нареднава, значи влегува во владина процедура, е закон кој што ќе ги одреди рамките на казнената политика. Како што веќе слушнавте од премиерот, тие рамки тргнуваат од видот на прекршокот, но исто така водат сметка и за прекршителот, дали станува збор за физичко лице, дали станува збор за трговец поединец, кој што сега веќе ќе се третира како физичко лице, дали станува збор за предпријатие кое што е средно, големо или мало предпријатие. Значи во зависност од приходот, бројот на вработени и секако ќе се води сметка дали грешката се повторува или не. Она што е особено битно е тоа дека практично сега акцентот ќе се става на опомената и она што често пати се случуваше некогаш самата грешка што ќе биде увидена од страна на правните лица, често пати беше казнувана без оглед што самите ја увиделе грешката, пријавиле, значи направиле корекција, законот не дозволуваше инспекцијските служби да се повлечат и мора и тие фирми беа казнувани. Сега, доколку самито предпријатие ја направи корекцијата, доколку станува збор за ненамерна грешка која што не оставила штетни последици или доколку се отстранат штетните последици, тогаш нема да има казнување. Поминавме еден долг консултативен процес, како со експертската јавност, така и со стопанските комори, со цел да направиме законско решение кое што ќе ги навистина реши проблемите кои што ги имаше во пракса. Можевме да слушнеме многу проблеми кои што беа укажани од оние кои што се паталци во изминатиот период од неразумната драконска казнена политика и од тие причини сметам дека овој закон навистина ги решава оние проблеми кои што беа во пракса. Можете да видите, има и некои паралели околу тоа како ќе изнесува практично што е казнување според сегашниот закон и што е казнување што се предвидува според новиот закон. Значи практично, како што веќе спомена премиерот, минималната глоба за физичкото лице порано ако беше 15 евра, а максималната 1000 евра, сега максималната е практично 4 пати помала и изнесува 250 евра. Она што значи, како примери, например, на намалување на висина на глобите, ако порано лице кое што е фатено за вози нерегистрирано возило повеќе од 30 дена, ако казната беше 500 евра, сега таа казна не сме да биде повеќе од 250 евра. Возење на технички неисправно возило од 400 евра, казната се намалува не повеќе од 250 евра, предизвикување бучава од 450 евра, повторно не повеќе од 250 евра. Сакам да потенцирам дека по измената, односно донесувањето на овој закон, ќе следи измена на околу 200 други закони кои што конкретно ги регулираат висините на глобите за конкретни прекршоци. Со тоа што тие нема да смеат да излезат надвор од рамката која што е утврдена во овој закон. Исто така, она што е битно е сепак дека има одредени действија кои што сепак мора да одат со повисока казнена политика заради општествената опасност и заради проблемите кои што би можеле да бидат предизвикани. И тоа се оние действија кои што влегуваат во сферата на заштитата на животната средина, значи тука имате веќе можност за надминување на овие општи лимити, тоа е ставено во законот, понатаму уништување на културно богатство и други слични активности кои што сметавме дека треба да надминат. Секако, постојат одредени европски директиви кои што регулираат казнена политика во различни области. Тие европски директиви наложуваат да се даде можност за поголемо казнување во сферите на заштита на конкуренција и енергетика и слично кои што практично се покриени, така што има исклучок во законот кој што предвидува дека доколку со европските директиви е наведено се бара поголемо казнување, тогаш да може матичниот закон во одредени рамки да пропише поголема казна од она што е предвидено.
Мислам дека станува збор за закон кој што практично ќе значи решавање на проблемите како на граѓаните заради драконските казнени политики со кои што се соочува, така и на предпријатијата кои што често пати беа непотребно и непримерно казнувани со превисоки казни, кои што често пати значеа и затварање на одредени фирми заради висината на казните. Секако, во текот на собраниската дебата, со оглед на тоа што станува збор за целосно нов закон, доколку дојдат други предлози за подобрување на текстот, стоиме отворени да разговараме и за нив.